Министерството за здравство издава дозволи на секои здравствени институции, и на јавни, и на приватни. Значи, дозвола за работа. Кога Министерството издава дозвола за работа, треба, и мислам дека е нормално, да има контрола на работата на тие институции, и Министерството си формира комисии, бидејќи тие издаваат дозвола. Не може да чекаме некој од страна да му формира комисија на Министерството. Значи, тоа е во ингеренциите на Министерството за здравство. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект е фондот. Значи, плаќачот на услугите, сметам дека мора да има контрола каде плаќа и колку плаќа, и да ги анализира тековите. Значи, не може да кажем еден тип на операција кој што бил пред 15 години, 20 години, одреден процент од тие интервенции, да пролиферира во невидени рамки во последните неколку години. И да кажеме, ние имаме дуплирање или триплирање на одредени интервенции, зборувам за македонски осигуреници. Тука не ги сметаме приватните пациенти. Значи, нашата популација, ние отприлика знаеме кој е процентот на тие на кои што може да им се прават одреден број на интервенции, ги знаеме и светските текови и стандарди, и од тие причини фондот, лично сметам дека треба многу по-сериозно да контролира каде плаќа и колку плаќа, бидејќи, видете, имаме и приватни осигурителни компании. И јас сум сигурен дека ни една приватна осигурителна компанија во здравство, без разлика дали е домашна или меѓународна, нема да ви покрие ниту една интервенција, ако претходно не провери дали е оправдана таа интервенција. Сигурно тука се исклучени акутните интервенции, во кои што пак има проверка. И тоа има многу ригорозна проверка после интервенцијата. Значи, ќе се дозволи да се направи таа акутна интервенција, да не се изгуби време во однос на потребата на итноста, меѓутоа, после тоа, секоја осигурителна компанија, па тука мора да биде и нашиот фонд, мора да има соодветна стручна комисија. Овде не може фондот да се повикува на државен санитарен или не знам каков инспекторат. Значи, тие колеги што работат таму не се компетентни да вршат евалуација на овие случаи.